околу населените места имаме зонирање каде што е за управување, значи, односно таа жолтата зона, нели, каде што околу тие населени места најголем дел имаат имоти, односно приватни имоти, меѓутоа од катастар тоа не е така заведено за жал. Сега тие луѓе најголем дел се во странство, во запад, меѓутоа сепак тие се нивни имоти. Сега кога би се мапирало и би се ставиле тие имоти во таа зона на активно управување, тогаш тие утре не би можеле, нели, да направат никаков зафат без да се испочитуваат тие додатоци, нели, кои што од последче треба да се направат во тој, нели, план за управување кој што ќе треба да го изработува Националниот парк Маврово. Исто така, на одредени места каде што треба да се стави, нели, акцент на туризмот, ево особено на овој крај тука, кој што е доста живописен, сега сме во тој период каде што, нели, нема многу зеленило, ама сепак има голем потенцијал да биде туристички центар. За жал, тие туристички можности сега не се земани со овој план во предвид, односно не се вклучени експерти од туристичката фела, кои што и тие би требало да дадат своји предлози, нели, за одредени места каде би имало потенцијал за развој. Значи, сега ние тука не сме експерти за да кажеме во таа област, меѓутоа од нашиот домен позитивно е што се случува нешто, позитивно што има, нели, таков план, се нормално репрогласува Националниот парк како таков. Меѓутоа треба да се земаат во предвид баш овие наши забелешки и исто така како една забелешка е тоа што над 2000 метра целата зона, значи на Националниот парк е строго заштитена. Односно зона на строго заштитено подрачје. Сега тука исто така би имал потенцијал, нели, утре да се направат некои си планинарски домови или пак планински кучички на таа висина, тогаш не би можеле да се направат со ваквиот тип на план.